Здраво на сите, добре дојдовте во 11-тата епизода од втората сезона на Издиши се, подкаст за поправка на секојдневното расположение. Љубовта е една од главните водечки сили во нашите животи. Често знае да не подигне од монотоните методи на животот и да не направи среќни, да не помести од праветот по кој се движиме и да не однесе во некоја друга димензија. Иако за љубовта многу често се зборува и таа е присутна околу нас веднаш откако ќе го осознаеме светот во кој се наоѓаме. Но сепак љубовта кога го бираме нашиот партнер е малку поразлична. Поврзаноста и посветеноста која ја чувствуваме во тие моменти знаат да не донесат до некакви непознати територии на кои не знаеме како да се чувствуваме и што треба да направиме. Токму тогаш потребно е да застанеме и да погледнеме за што се бориме и да откриеме колку тоа ни е важно, па за да продолжиме тоа во нашите животи. Иако не постои совршена тајна за совршен љубовен живот, сепак секој од нас некогаш и некаде ќе го пронајде човекот со кој ќе ги дели сите негови несовршености. Пред да ја најавам мојата денешна гостинка, би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата razgovor.mk. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор.mk на вашите мобилни уреди и при резервација да го запишете кодот Издиши се 15. Кодот го имате и во описот на оваа епизода. Исто така, нашите пријатели од себеслужувалка имаат супер понуда за сите студенти и средношколци. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на себеслужувалка добивате 15% попуст. А моја денешна гостинка е лиценцираниот психолог, семеен и системски советник и основач на Мој психолог Бојана Стојменовик Петровска. И со неја ќе зборуваме за градење на здрави партнерски релации. Бојана, здраво, добро дојде во новата сезона на Издиши се, како си? Добро ве најдов, благодарам на покана и супер сум, одлично сум денес и баш се радувам што и така пролетна ќе разговараме за оваа тема, што мислам дека секоја пролет буди интересна. Да, се согласувам. На почетокот би сакала да дефинираме кои се главните компоненти на една здрава врска. Ова ми е многу интересно прашање. Зошто? Затоа што многу пати ми е поставувано, многу пати го имам читано и многу пати го дискутирам и со моите клиенти и мене лично ми е интересно затоа што некаде ние очекуваме како to-do листа и да ние можеме да штиклираме, ова го имам, ова го немам, ова до пола сме негде, ова го немам. Во суштина не е така. И јас многу би сакала да излистам тука компоненти кои што ќе бидат важечки за сите парови. За жал не постои, туку постои нешто што е можеби некоја ориентација, нешто што се очекува кога веќе зборуваме дека тоа е партнерска врска, очекуваме нели да постои љубов, нешто кое што мора да биде основата, нешто кое што мора да биде лепакот на еден пар, потоа добрата комуникација, нели за да овие двајца можат да комуницираат и да влезат во една партнерска релација, мора да знаат како да искомуницираат меѓу себе, како да разговараат. Потоа можеби јас она кое што многу пати го наведувам и го зборувам исто така, тоа е другарството и пријателството. Ние иако сме не знам дечко девојка, маж и жена, многу е потребно и да ние пред се да знаеме како да другаруваме со нашите партнери и да бидеме на некој начин и пријателски блиски, да знаеме како да другаруваме, па потоа тука се меѓусебната почит, меѓусебната доверба и можам овие да речеме да ги кажам како носечки столбови можеби на една здрава врска, но од друга страна пак ќе кажам ова се едни општо е буквално, кое што ако ние го земеме во една друга насока и во една друга димензија, ова би важело и да речеме за добра пријателска релација, не само партнерска релација. Ние кога и бираме пријатели, ги сакаме добро да си поминеме со нив, да имаме добар однос, добро да си зборуваме и опуштено, односно добро да комуницираме, сакаме да бидеме почитувани, видени, слушнати и така натаму, сакаме да едноставно бидеме сакани. Истото тоа важи со нашите партнери, така да нема некоја листа, туку ова се некои општи насоки кои што би важеле и во другите наши меѓучовечки односи. Колку меѓусебното почитување и комуникацијата се важни за успешност на една врска? Многу. Прво, ајде да земеме, да тргнеме од почита. Почита е нешто кое што сите ние прво го бараме и е наше право. Не само од партнерот, туку и од сите луѓе. И јас, кога дојдов тука,
те испочитува в тебе, твојот простор, твоето време. Кога ти мене ме контактираше, ти го почитуваше исто така, моето време, мојот личен простор и така натаму. Така да, таа взаемна почит некаде мислам дека е важечка. Пак ќе кажам, не само помеѓу партнерите, туку и општо помеѓу луѓето, но и како е важна кога ние веќе ќе влеземе во една партнерска релација. Она кое што многу често го среќаваме кога, знаете, ќе влеземе во врска и малку ќе се опуштиме, затоа што нели го познава, па долго време сме заедно и некаде можеби границите околу почита се бришат, се менуваат, малку се модификуваат и многу пати клиентите знаат да дојдат и да кажат: порано повеќе ме почитуваше. Не е исто како порано. Сега нешто не можам да детектирам, сега нешто поразлично се случува. Така да почита е нешто кое што е убаво и да се негува и да често си го рефлектираме, но од друга страна јас би рекла и кога ќе се почувствуваме дека не сме доволно почитувани и кога ќе почувствуваме дека можеби некаде почита е поинаква која што ја добиваме од партнерот или партнерката, убаво е да тоа си го кажеме и убаво е да си го побараме начинот на кој што ние сакаме да бидеме почитувани, затоа што ако ние седнеме 10 пара и сите 10 ги прашаме што е за вас почит, како вашиот партнер или партнерка сакате да ве почитува, најверојатно ќе добиеме многу и слични, и многу различни одговори. И мислам дека затоа е многу важно да ова се отвара на маса и да се дискутира. Но од друга страна пак комуникацијата е и како важна. Како што кажав, многу е важна комуникацијата прво за да ние меѓу себе луѓето сите се разбереме. Да. Но од друга страна многу е важна и помеѓу партнерите. Она кое што многу често го среќавам барем во последен период, особено со помлади кога работам, а тоа е неможноста да се искомуницираат потребите, неможноста да се искомуницираат емоциите, или многу пати знаат да кажат: Бојана, јас некако кога ќе треба да се отворам или да се доверам или да зборувам за некои други подлабоки теми, некако како да се кочам и не можам тоа да го направам, многу ми е полесно да јас тоа го пишам. Или многу ми е полесно ако јас не го гледам или не ја гледам во очи, многу повеќе на тој начин се опуштам и тоа не ја допира само комуникацијата, туку можеби допира и други некои елементи кои што ние си ги носиме, а тоа се нашата емоционална интелигенција, можеби нашите претходни животни искуства, можеби некој вид на емоционални трауми или искуството од нашето семејство по потекло кои што може да влијаат во нашата комуникација која што ние имаме во сегашниот момент со партнерот, но и како комуникацијата е важна и многу е убаво кога партнерите, јас многу пати кажувам, секогаш замислете се, и ова не знам колку пати веќе го имам кажано и на секата, стварно можеби станувам досадна и треба друг пример да почнам да давам, но најлесен ми е кога ќе кажам замислете дека имате една маса, баш ево како ова што ја имаме тука ние денес, и замислете дека кога ќе имате проблем, било каков, дали е па и еве комуникацијски проблем, дека вие можете да одите на таа маса, да си седнете и да го извадите проблемот и да си го кажете, представите, покажете на партнерот за да можете да го дискутирате и за да можете да го разберете заедно и да видите како да го решите. Затоа што она кое што најчесто се случува во суштина е ќе има некој комуникацијски проблем, еве пример, може тоа да биде Бојана, не знам, мене доволно не ми е кажувано дека некој ме сака. Јас сакам многу почесто да ми биде кажувано дека мене некој ме сака. И кога ќе прашам, а како тоа го побаруваш? Како тоа го побарам? Па тоа треба да се знае, како тоа треба да се каже. Не, тоа сега чекам да видам кога ќе му текне или кога ќе и текне. И тогаш само убаво би било да се замисли оваа маса и да биде слушај, еве, ова е мојата потреба, јас сакам да ми биде кажувано многу повеќе и почесто дека сум сакан. Еве, види го, заврти го, сврти го наопачки, потребата е ова. Ајде да видиме како можеме да го направиме ова, не знам, ме разбираш ли што барам? Може некој да биде не разбирам? Јас правам работи за да ти кажам, но другата страна може да биде ти правиш, ама сакам да слушам, сакам да ми кажеш. И секогаш кога се отворени може да се најде и до заедничко решение. Да, тие потреби некако се различни од човек на човек, но нели имаме и проблеми во комуникацијата, како што спомена и ти, не сите знаат на таков начин да го кажат нештото. Како тоа да се подобри? На што треба поконкретно да се работи за да може јасно и гласно да си ги кажеме нашите потреби?
Па, ајде вака, прво процес, ние кога влегуваме во една врска, во една партнерска релација, јас многу пати, сега може досадна ќе станам со метафорите, ама некако мене ми е многу лесно нив да ги памтам, а и клиентите многу лесно па нив ги запамтуваат. Јас многу пати им кажувам, замислете дека имате едно куферче и внатре се имате напикано. Пример, викам, замислете кога се враќате од пат некаде, прелјави алишта, што останало чисто таму е, нешто замотано во кеса, појма немате што сте смотале во таа кеса. Имате се во тој куфер. И па и ние имаме такви куфери, поголеми или помали, што си ги влечеме со нас и ние со такви куфери влегуваме во една партнерска релација. Во тие куфери се нашите стравови, сваќања, ставови, лично искуство, не знам, работи кои што си ги носиме можеби како искуство од семејствата по потекло, контекстот во кој што ние сме растели и така натаму, сите работи кои што нас не прават нас и ние влегуваме со сето тоа. И затоа секој пат кажувам дека е многу убаво кога ние си освестуваме што имаме во тоа наше куферче. Ние не можеме да очекуваме оној друг кој што ќе го сретнеме со патникот, да речеме, на аеродром, да знае, ти имаш тука 2 маички, ти имаш тука, не знам, понатаму некоја чорапа. Не може да знае, затоа што е тоа затворено, не се продира. Така и ние. Не може другиот да претпоставува и да знае што се ние носиме во нас, туку и ние не можеме некогаш да знаеме ако тоа не го отвориме. И затоа секој пат давам насака дека е многу убаво да ние малку се позанимаваме со нас самите, пред да сакаме да влеземе во една партнерска релација и да очекуваме дека таа партнерска релација ќе биде стабилна, здрава, цврста, долготрајна. Ние како мора да почнеме, дали симултано или не знам, некако на некој начин да се занимаваме малку со нас самите и да бидеме можеби во врска со нас самите, не во нарцисистичка смисла, затоа што ние мора да почнеме да копкаме по тоа наше куферче за да видиме што се носиме ние во него. Затоа што кога ние ќе бидеме свесни дека можеби, јас имам проблем да комуницирам. Јас имам проблем со близина, кога ќе осетам дека некој мене ми доаѓа и ми е близу и ми се приближува, осеќам како да бегам и тоа веќе го правам неколку пати. Зошто тоа го правам? И некогаш тие одговори знаат да ја доведат индивидуата и во психотерапија, во советување, без разлика на некој начин да почне да работи, да види како да се подобри, а потоа да влиза во партнерска релација. Фала Богу, не е by the book животот. Некогаш влегуваме во партнерска релација. И јас викам фала Богу, што нашите партнери ни се на некој начин и многу убава можност за рефлексија, за огледало, и може да ги видат работите кои што ние не можеме никогаш да ги видиме кај себе. Некогаш овој момент знае да не го каже партнерот или партнерката, да речеме, знаеш што имам забележано, кога и да ти се приближам, некако ти се оддалечуваш и да се затвараш, или забележувам дека кога ќе ти изјавам љубов и нежност или страст, некако како да се затвараш уште повеќе и осеќам голема дистанца, него добивам тоа и од тебе. И некогаш тие работи може да бидат наш увид и да биде, стварно се немам забележано дека тоа го правам. Колку често ме забележуваш, во кои други ситуации ме забележуваш. И тука пак на сцена доаѓа комуникацијата и како ние меѓу себе некаде си успеваме да си помагаме да растеме во таа една партнерска релација. Колку е важна довербата во една партнерска релација? Многу, во секој однос е важна довербата. Јас тргнувам од себе, нема да ги спомнам клиентите, ако тргнам од себе, за да јас се дружам, развијам близина, па потоа соработувам, па потоа не знам, влезам во партнерска релација, во брак, па во било кој од нас, јас морам да им верувам на овие луѓе околу мене. И довербата и стекнувањето на таа взаемна доверба е нешто кое што е сршта, темелот на нашите односи, затоа што и и самата теорија на атачмент, што вика, децата се приврзуваат кон оние индивидуи кои што се грижат, кои што се тука и во кои што стекнуваат базична доверба. Така да довербата е некаде, можеби откако ние сме се родиле, ние учиме како да им веруваме на луѓето околу нас. Така да довербата е нешто кое што се стекнува со тек на време, не е нешто кое што магично вака ни се дава кога ние ќе запознаеме некого и ќе се договориме на прв дејт и довербата не оди со првото кафе, многу пати тоа го кажувам, туку доверба е нешто за кое што ние треба да си почекаме, да си се приспитаме малку самите себе, да си направиме една убава рефлексија, да можеби малку си се запрашаме зошто тоа оди тешко и е процес. И тоа е нешто кое што многу често го кажувам, затоа што постои еден, не знам како да го кажам, мислење, став,
мит, бајка, приказна, не знам, дека довербата е нешто кое што по дефолт си доаѓа. Знаете, кога јас ќе влезам во врска или во што и да е, во било каков однос, дека довербата мора да е тука. И многу пати низ речникот ние тоа знаеме да го кажеме. Ама јас ја дадов довербата уште од самиот почеток. И многу ми текнува на еден пар, каде што другиот партнер се врти и вика, па кој ти ја побара од почетокот старт да ми ја дадеш одма цела, можеше полека. И практично тоа колку и да вака звучи може би комично од страна или може јас така го кажувам, во суштина е тоа дека ние не треба да брзаме и дека ние кога брзаме да ја дадеме таа доверба, никогаш не си даваме простор на себе си да ние ги запознаеме другите луѓе во нашиот живот кои што влегуваат и да видиме дали ние крај крајва сме удобни да ја дадеме целата таа доверба, не ги познаваме, а од друга страна па и не сме доволно трпеливи, а треба да се потсетуваме дека тоа е процес и дека не можеме да го забрзуваме. И еве за оние кои што слушаат, ќе дадам исто една многу убава метафора, тоа е кога ние одиме на море, кога одиме во езеро, независно на одмор, веќе дојде лето, јас не познавам човек, или тоа се многу малку луѓе, многу малку, кои што веднаш ќе се соблечат, одат на непозната плажа, првиот ден веднаш се соблакаат, не ја знаат плажата, не знаат дали има камења, алги, што и да е, и скокаат во вода. Најчесто ги наблюдувам и што прават, доаѓаат, па ќе застанат со ташната од плажа, па ќе гледаат кој има, до каде има, колку е голема плажата, тесна е, има простор, нема простор. Чекај да видам каде ми е удобно, сакам поблиску до вода. Не, чадорот ми одговора, не ми одговара чадорот. Па полека ќе се соблече еден дел, па ќе оди до вода, па ќе го брцне стапалото едно, па ќе каже, ладно е сега, ќе се вратам после, па ќе оди малку пак. И постепено. И пак ќе дојде до водата, прво стапала, па потоа до колена, па малку ќе почне тука во плиткото да си оди, многу пати луѓе стојат во плитко кога ќе треба прв пат да влезат во вода, особено на нови плажи, односно непознати места, условно кажано во неводници. И постепено влегуваат за да почнат да пливаат. И тоа го правиме ние во врските во кои што ние влегуваме. Ние прво доаѓаме, гледаме, до каде е, до што е. Чекај да видам до каде можам да одам. Длабоко е. Чекај да не сгрешам. Чекај полека, чекор по чекор. Така ние полека ја стекнуваме довербата. Колку е значајно во една врска да си ги задржат партнерите своите уникатни квалитети кои што ги имаат и своите интереси и да ги негуваат со тек на време? Како мислиш своите квалитети и интереси во однос на хоби? Во однос на хоби, да, и во однос на нивните, не знам, уникатни карактеристики, можда карактерни особини, некој е посрамежлив, некој е поотворен. Да, во однос на карактерните особини, тоа е многу интересно, затоа што многу пати среќавам парови кои што викаат, мес морам да го сменам, или морам да ја сменам, или леле ова последно да ми е по оваа карактеристика, не знам, мора да се смени, не може да биде така. И многу пати знам да прашам, ма што ако не успееме да смениме, што ако, не знам, твојата девојка никогаш не ја смени оваа карактеристика, ајде да видиме што би било тога, што ќе биде поразлично ако ти ја прифатиш дека еве твојата девојка, не знам, ја има таа карактеристика меѓу другото. И некогаш што е многу интересно што ние некогаш треба да учиме да ги прифатиме различностите, затоа што нели она вечна дилема кој се привлекува во некој што е слично или она кое што е диаметрално различно. И јас би рекла она кое што е на средина, односно секој пат кажувам кога ќе оставиме простор да си ги прифатиме различностите, а да си ги уважиме сличностите и да си ги почитуваме оние работи каде што ние сме различни, тогаш ние немаме проблем. Но од друга страна треба да знаеме дека некогаш и ние не сме истите, како што поминува времето, поминува и нашата врска, како што ние старееме, стара е нашата врска, како што ние созреваме созрева и нашата врска. И како и да свртиме, нашата врска не може да биде како што била на почетокот и како што била, да речеме, после година, 2, 3, 6, 10, 15, 20 години. Затоа што и таа ќе расте, и таа ќе созрева со нас. И исто така, и ние не можеме да бидеме истите луѓе. Ние не се менуваме да бидеме 360 степени различни луѓе од што сме биле.
такво нешто до сега јас немам сретнато. Но некои наши карактеристики како се подложни на промени, така да некогаш во прашање е можеби време, во прашање е процес на созревање, можеби е во прашање е процес на личен раст и развој, каде што можеби личноста сама ќе тргне кон пат да можеби некои своји карактеристики лични, да речеме, можеби ќе ги менува, а од друга страна би напоменали една многу убава симпатична работа, тоа е сите имаме слушнато дека паровите си не ликуваат еден на друг по некое време. Јас би рекла ние учиме од нашите партнери со тек на време. Така да ако да речеме јас сум, пример трескам, извинете на речник, јас сум личност која што не знам секогаш доцни и имам проблем да јас го организирам времето и доколку имам партнер кој што е секогаш точен, кој што многу добро организира време, кој што многу добро планира време, прашање е време кога јас ќе почнам да учам можеби некои техники, некои работи кои што и мене ќе ми помогнат, па јас со тек на време се помалку ќе доцнам, така да не го потценувам и моментот дека ние доста учиме едни од други. И кога ние растеме, доколку фала Богу не растеме со исти брзини, иако сме во врски, иако сме во брак, многу пати знаеме и да го потегнеме и другиот низ тој процес, иако можеби партнерот во тој момент не работи со иста брзина на себе како и ние. Но од друга страна, јас секогаш се залагам и секогаш зборувам дека оние лични интереси, оние хобија, нешто кое што нас не прават нас и како треба да си ги задржиме и како треба да си ги негуваме и не би требало да се менуваме и да бидеме нешто кое што не сме во насока да ние се допаднеме некому. И тоа многу пати го прашувам и го работам кога работам со парови, а тоа е што вие правите заедно? Многу едноставно прашање, што вие правите кога не сте заедно, да речеме, што правиш ти сам, што правиш ти сама. И поразително е колку парови всушност престануваат постепено да прават работи кои што нив им се важни. Да речеме, најчесто тоа е друштво кое што е потекнува од едната страна, најчесто е тоа спорт кој што е, не знам, друга едната страна е понаклоната, најчесто е се тоа активности каде што едната страна е понаклоната, филмови кои што едната страна е понаклоната и тоа доколку одговара за двете страни, окей, но што се случува кога една ваква врска ќе заврши, да речеме кога ние на некој начин ќе се изгубиме нашата индивидуалност или она што нас направи нас кога ние ќе влеземе во една ваква врска. Тоа е многу пати како тоа звучи вака низ зборови, па не знам веќе кој сум, не знам со кого да се дружам, тоа друштво не е мое друштво, немам каде да одам и не ми ни текнува што претходно правев пред да влезам во една ваква врска и затоа секој пат се залагам дека колку што ние го негуваме тоа наше заедништво, она кое што нас не прави пар, треба и да не забораваме да си го негуваме оној наш индивидуализам, она што нас не прави нас, посебни како личност, затоа што доколку ние негуваме нашата индивидуалност, иако сме во врска и во брак, не значи дека нашиот брак или врска не се стабилни, нешто им фали, нешто недостасува, туку баш напротив, туку се силни. Ова го зборувам и тоа значи дека сосема окей да не мора да излегуваме на исто место постојано, дека не мора да излегуваме со исти друштва, дека сосема окей да имаме различни спортови, различни интереси, различен вкус за музика, за филм и така натаму, и тоа може да биде одлична можност само да ние можеби учиме низ тие разлики, да си поднаучуваме нешто кое што можеби не знам, јас до сега не сум го размислила или размислила. Зошто е важна искреноста во една врска? Па ако го одговарам ови да завршиме со подкастов и толку. Како зашто е важна искреноста? Па јас не познавам било каков меѓучовечки однос кој што може да опстои и да биде да опстои, да биде долготраен ако ние не сме искрени. Да. Јас не познавам, не знам, не ми доаѓа вака во моментов. Да, но често па не знае да биде злоупотребена, па да не сме искрени понекогаш. Јас многу би било лесно, баш утрово се шегував со една клиентка, викам, многу е лесно кога ние вака ќе запознаеме некоја личност во нашиот живот и на челото вака некаде има мало екранче, ние можеме да видиме, ми се свига, не ми се свига, ми се свига, не ми се свига, па да ние си процениме кого ние ќе пуштиме во нашиот живот. Најверојатно тоа би било многу олеснително, ама јас би рекла дека би било многу бесполезно за нас. Бесполезно зошто? Затоа што ние на тој начин нема да учиме. Прво нема да учиме за себе, нема да искусиме ништо
од животот кој што го нуди, макар и да е тоа некогаш болка, разочараност, тагување и така натаму, и тоа се емоции кои што ние треба да ги почувствуваме. И јас би рекла дека ние не можеме однапред да знаеме каква намера има некоја личност во нашиот живот, без разлика дали е тоа партнерска релација, пријателска, не знам, работна ситуација, не можеме ние однапред да знаеме. Но ќе се навратам на кое што го зборував претходно, тука е довербата, каде што ние полека учиме да ги пуштаме луѓето во нашиот живот, особено оние кои што не ги познаваме. И на тој начин и ние имаме можност да видиме колку овие луѓе се искрени со нас и колку се искрени нивните намери, затоа што јас силно верувам во човекот дека не е човекот толку така лесно манипулативен, туку секој за себе знае и така како добро да процени, окей, на оваа личност можам да ја верувам или на оваа личност не можам да ја верувам, оваа личност е искрена со мене или нешто се случува и нешто, не знам, ми дава некое чувство на недоверба. Сите ние го имаме тој момент, дел на, не знам, некој го кажува интуиција, некој го кажува, не знам, внатрешен глас или нешто, го имаме тој момент каде што ние знаеме да си направиме еден разговор со себе и сметам дека не сме толку ние наивни и манипулативни. Така да скратам, искреноста е и како важна во партнерските релации, исто како што е важна и во сите наши меѓучовечки односи. И доколку ние во една партнерска релација се почувствуваме дека искреноста ја нема од некоја причина и доколку не знам тоа е некој аргумент, ситуација или серија ситуации кои што едноставно ни даваат некој таков сомнеш, секогаш е добро и секогаш кажувам, не правете заклучоци веднаш, ајде ставете го сега тоа на таа маса, споделете дека вие чувствувате дека искреноста можеби не е таква каква што била или се сомневате во искреноста и во намерите и видете, проценете што е според што ќе го добиете назад, но како и да е, прво убаво е да секогаш ги враќаме работите помеѓу нас и партнерот. Како паровите можат да се справат со конфликтите и несогласувањата на конструктивен начин? Ја осеќам дека од овој одговор ќе има рилс. Ајде вака. Конфликтите сами по себе немаат поларитет. Не се добри, не се лоши. И каде што имаме блиски релации, постојат конфликти. Постоеле и секогаш ќе постојат. Дека ние сега ќе се лажеме, дека ќе поработиме на нашиот однос и дека ние во иднина нема да имаме конфликти и несогласувања, многу пати кажувам да завршиме средбава и да пишеме пропала, затоа што тоа нешто не постои, затоа што и јас сум човек и јас влегувам во конфликти, но конфликтите не значи дека јас сум сега конфликтна личност и со сите, не знам, ќе се искарам и така натаму и вие доколку како еден пар имате конфликти, односно имате ваши несогласувања. Не значи дека врската не ви е функционална или дека вие, не знам, нешто како пар не функционирате. Туку имате одредени согласувања на кои што треба да видиме како на подобар начин да можеби, не знам, најдете заеднички договор. Спротивно од ова, многу парови се плашат кога ќе влезат во серија несогласувања, а тие несогласувања и конфликти се многу здрави, многу нормални и очекувани некогаш, во зависност од која фаза е врската или која фаза е бракот. Да речеме, еден пар можеби на почетокот ќе има многу помалку несогласувања, затоа што тогаш заљубеноста е многу повеќе присутна, се случуваат други процеси во нашите тела, мозокот и така натаму, но можеби некаде откако сето тоа ќе почне да спласнува, тогаш веќе почнуваат оние помали несогласувања, но тоа не значи дека ете помина нашиот меден месец и сега ние веќе не функционираме, што правиме заедно, туку тоа е можност да ние нашата врска некаде ја донесеме на друго, повисоко ниво, за да видиме како ние подобро да функционираме и подобро да се разбереме. И јас многу пати им го давам примерот за кога работам со пар, да речеме, кој што има конфликт или некое несогласување, викам, замислете дека пред вас има една бројка 9 и вие сте на едниот крај, пример, сопругата на другиот крај. Се додека сопругата стои на незиното место и вика, не, ова е 9. 9 е. Додека вие стоите на другата страна и кажеш, не, 6. Каква 9? 6. Од тука ја 6 гледам. Се додека вие не се поместите, па не прошетате, си кажете, чекај да видам од твојата страна како е. Чекај, дојди ти кај мене, јас да ти покажам дека е од мојава страна друга бројка.
односно можноста кога имаме несогласување, можноста да се ставиме во чевлите на другиот, односно чекај да видам навистина од која потреба ти доаѓаш, или чекај да видам тебе како ти е, зошто е ова проблем, или чекај да видам јас кај тебе како е, те разбирам. И јас те разбирам, тебе може да биде. Па ајде да видиме сега како ова да го надминеме. И тоа се клучните зборови кога ние имаме проблем и не го гледаме проблемот како нешто кое што нас ќе не раздели, и проблемот ќе биде само во едниот, односно жишкиот компер, ти си крив, не ти си крив, не ти си крив, не ти си крив, и си го префрламе, туку, окей, имаме проблем, ајде да видиме како да го надминеме, заедно. Тоа е нешто кое што практично прави да ние, една здрава техника, практично која што прави да ние кога имаме било каков проблем, било каков конфликт со партнерот или партнерката, да можеме некаде заедно да бидеме јас и ти наспроти проблемот, а не јас, па проблемот, па ти. Така да тоа настојување да ние се насочуваме заедно да ги ми доаѓа еден збор, заедно да се справуваме со конфликтите, практично дава една насока како ние да ги јакнеме нашите капацитети и во иднина каков и проблем да се појави, да ние знаеме дека ова е нешто кое што ние заедно можеме да го надминеме. А не да биде, ти си крив, ти сега треба да го поправиш. Кои се најчестите причини зашто можеби многу врски не успеваат? Ајде вака, читав истражувања кои што едни викаат дека најчесто паровите кои што, ова беше истражување поврзани со развод, најчесто паровите кои што се караат најмногу поради пари, парите или финансиите се причина број 1, што не мора да значи, па ќе кажам, број 2 некаде беше неверството, број 3 беа вмешувањето на семејствата по потекло, односно немање на здрави лични и семејни граници. И искрено не ми текнува на останатите места кои беа, ама мислам дека тука некаде високо котираше и оние ненадминливи индивидуални разлики. Каде што баш и не беа дефинирани, или можеби мене во моментов не ми текнува. Но јас би рекла во суштина дека тоа е многу приказна сама по себе. Дека ние не можеме да генерализираме и не можеме да кажеме дека вие не успеавте како пар, па тоа е затоа што вака и вака. И да тоа важи унифицирано за сите. Туку мислам дека сите сме толку многу пред се различни како индивидуи и со таа различност толку многу разлика внесуваме во врските во кои што ние влегуваме. Партнерите исто така внесуваат некој вид на разновидност и ние не можеме да бидеме слични со некој друг пар. Туку сметам дека најверојатно станува збор за некои индивидуални можеби разлики, индивидуални сваќања, стравови кои што може да придонесат да една врска не функционира и се случува, фала Богу, но од друга страна пак ќе кажам, и неуспешните наши врски се огромен потенцијал да ние растеме и да ние се осознаваме кои сме ние пред сега и кои сме ние во една врска. Или како што клиентка, памтам, споделува, вика, јас вика сега откако помина се, вика колку и вика да беше тешко и турбулентно, вика сега ми е многу полесно, вика да јас детектирам што сакам, да јас дефинирам што сакам, што ми е потребно и многу ми е лесно да препознам кога ќе го видам тоа и тоа е некогаш начинот на кој што ние учиме и низ оние горки искуства, односно кога врската не функционира од одредени причини. Баш наредното прашање ми беше за неверство и јас налетав на едни истражувања што викаат дека над 44% од луѓето ги изневеруваат своите партнери, а во реалноста можда и бројката би била малку поголема или помала, не сум точно 100% сигурна. Па во кои моменти од врската и зошто баш се појавува потреба од неверство? Имаш уште еден час? Да. Ќе треба да останеме малку подолго. Ова е цела една тема и топло ти препорачувам да размислиш да можеби тема неверство биде една цела тема на подкаст. Не мора да биде со мене, може да биде со некој друг мој колега кој што ќе сака да разговара на таа тема. Јас многу пати кажувам кога е во прашање неверство нема правило. Нема шифра, нема формула за да ние пресметаме и да знаеме кога сме на ризик, кога не сме на ризик, за жал или за среќа.
Но од друга страна многу пати кажувам кога се случува неверство, тоа е како еден вид на земјотрес во една врска, ќе не стресе, ќе не потреса и сите оние можеби темели кои што можеби не биле стабилни или па и да биле стабилни се разнесуваат и потребно е повторно да се гради. И тука на дело стапуваат и довербата, и искреноста, и сите оние работи кои што и начинот на кој што ние комуницираме, здравиот начин, кои компоненти на здрава врска биле присутни и така љубовта и така натаму, така да сето тоа доаѓа на тест. Јас можам да кажам дека во мојата пракса сум работела со многу парови кои што се случува неверство и како пар успеваат да го надминат тоа. Но не сакам да звучам дека јас оправдувам неверство, но можам да кажам дека па и неверството од една страна е многу горко, многу болно искуство, болно е за оној кој што е изневерен и болно е и за оној кој што изневерува. И тоа е една многу интересна тема каде што едноставно болката е присутна и од двете страни кога неверството се случува. Ние многу пати мислиме дека болката е присутна само кај некој што е изневерен и таа е тука, но болката е присутна и срамот и обвинувањето и на она друга страна. И генерално кога една врска е обтежната и оттежната, каде што болката и обвинувањата и срамот и сите овие емоции се присутни и заситени, едноставно и така тоа доведува до раскинување. Сега некои истражувања кажуваат дека некаде на почетокот на врските можеби е повеќе очекувано да можеби се случи неверство со идеја дека ние сме можеби не знам можеби несериозни кога влегуваме, дека особено ако врската не е толку значајна, не е важна, не е дефиниран односот, дека можеби е тогаш можеби е поверојатно, но од друга страна има и други истражувања кои што викаат дека нема правило, но многу е поверојатно дека во периоди кога можеби односот, дијадата помеѓу двајцата партнери ќе биде понабиена, односно можеби по-конфликтна, дека потешка поради не само нивни моменти, туку можеби и други животни околности, дека тогаш можеби е поверојатно дека еден од нив ќе тргне во неверство, но нема правило. Навистина нема правило. Јас следам, многу сакам да гледам филмови кои што ја обработуваат оваа тематика партнерски релации и односи, и слушам што моментално се презентира преку музиката, преку филмот, преку театарот, преку други медиуми и некаде се дава порака дека еден мора да е крив зашто другиот изневерува и таа порака некаде е многу често присутна и она кое што многу пати јас го кажувам дека е одговорноста секогаш кога е неверство во прашање, одговорноста за неверството секогаш ја носи оној кој што изневерува и ние не можеме топката да ја префрлиме на другиот и да бидеме тоа е затоа што таа или тој вака и вака, секогаш одговорноста ја носи оној кој што изневерува, но болката е присутна секогаш и на двете страни, е најчесто нешто кое што ја раздрмува целата врска. И доколку овие двајца решат да продолжат понатаму, она кое што е тешко тоа е дека љубовта уште е тука, но она кое што го нема или треба допрва повторно да се гради е токму на доверба, искреност, начин на комуникација и така натаму. И не е лесен патот. Некаде прочитав дека можеби како најголема причина поради која што луѓето би изневерувале би било можеби недостаток на внимание. Во периоди кога партнерот му фали внимание од партнерот на некој човек, тогаш размислува или може би прави некој начин. Многу интересно, знаеш, и јас нова би рекла, а што со оние кои што не добиваат внимание, па не изневеруваат? Да, тоа е малку... Да, и јас би рекла, што со овие луѓе, зашто овие луѓе не изневеруваат? И јас би рекла дека тоа може би допира други елементи, многу индивидуални, кои што не се поврзани со врската и со односот во врската, туку многу повеќе со оние кои што изневеруваат и не изневерува секој, да бидеме отворени. Туку може би е во прашање, не знам, минатите искуства, видот на атачмент, може би, не знам, емоционалната интелигенција ако е пониска, може би некоја, не знам, нарушување на личност и така натаму. Сега само нафрлам вака може би од ракав за некои можни сценарија, што не мора да значи дека кај сите баш истото мора да постои или недно овие, ма пак ќе кажам дека не сите кои што не добиваат внимание од партнерите тргнуваат по тој пат на неверство.
Би сакала малку да позборуваме и за дейтинг апликациите. Тие се многу актуелни не само тука, туку во цел свет. Статистиката покажува дека повеќе од 75 милиони луѓе широм светот го користат Tinder. Многу сингл луѓе, тоа е. Да, а има и многу други апликации слични од Tinder, што кога гуглав, ја искрено се изненадив, не ми беа познати и баш реков, леле колку апликации се појавиле. Па тука би сакала да позборуваме малку што се крие за тие дейтинг апликации во однос на менталното здравје. Како еден човек се решава дека сака да проба да си го најде човекот на својот живот преку дейтинг апликација? Ова е за мене многу интересна тема. Јас лично немам искуство со дейтинг апликации, ама за дейтинг апликации прашувам многу од клиентите со кои што работам. И она кое што можам да ти го дадам одговорот од нивното име, а тоа е дека многу леснува. Многу леснува, не ми текнува името на апликацијата, не ми текнува во моментот, ама како ми беше опишана апликација каде што ти си пишуваш генерали за себе и си пишуваш во моментот дали, не знам, сакаш врска, не сакаш врска, заинтересиран си за брак или не си заинтересиран за брак. Буквално си пишуваш и тебе алгоритмот ти ги дава сите оние кои што ги имаат интересите како и ти. Да речеме, ако јас барам партнер за врска, мене нема да ми ги даде оние кои што се таму и кои што бараат некоја можеби, не знам, дружење кое што нема да биде можеби во таа насока, туку ќе ми ги даде само оние кои што можеби се заинтересирани за врска, брак и така натаму. И не знам, мене ми беше фасцинантно како до таму е стигнато. Што се крие? Се крие потребата да бидеме поврзани. Затоа што тоа е многу интересен момент, а тоа е дека колку и да нас ни се менува оној наш културолошки аспект, културата во која што ние живееме и припаѓаме, колку и да се менува нашето општество, потребата ние да бидеме поврзани останува иста, затоа што тоа е нашето човечко нешто кое што сите си го носиме од секогаш. Арно, ама колку што повеќе поминуваат годините, сега не сакам да звучам како стар мудрец, не сум толку возрасна, но како што поминуваат годините, некако, не знам, она кое што јас барем го наблюдувам, ние сме повеќе затворени дома. Ние да тргнеме и ковидот само која штета ја направи. И мислам дека можеби самите апликации стануваат полесен начин да ние се поврзаме со другите луѓе. Да тргнеме и од социјалните мрежи. И социјалните мрежи се еден вид на дейтинг апликации. Јас во најмала рака не знам колку луѓе знам кои што се запознале дали на Инстаграм, дали на Фејсбук, дали не знам на некаде на друга социјална мрежа. Од друга страна, некаде тука е достапноста и полесниот начин можеби да јас можам да допрам до повеќе луѓе, да јас си ги разгледам опциите. Но од друга страна, она кое што не можеме ние да го осетиме на овие социјални мрежи, на овие дейтинг апликации, е оној момент на близина, моментот на, јас би рекла, на оној фактор X, на харизмата, на топлината, на гласот и така натаму, туку тоа е нешто кое што можеме само во живо да го осетиме. И многу пати клиентите знаат да кажат, ние си пишувавме цело време, ама цело време, 2 недели цело време, дено-ноќно, и не можам да разберам што се случи кога се видовме во живо, никако ништо тоа немаше. И многу потешко одеше муабетот и кога си отидовме дома, многу полесно ни беше пак да си пишуваме. И тоа е она кое што го зборувам, дека некаде можеби на преку дейтинг апликации ние не можеме суштински, барем да го пронајдеме можеби она кое што сувопарно нас не треба, туку најверојатно ќе треба и да малку се потрудиме и да поработиме на нашите физички контакти со другите луѓе, но дека моментално е тренд дека ќе продолжи да расте, ќе продолжите како да расте. Дека вештачката интелигенција тука ќе се случи, дека ова ќе го подобрува на некој начин. Едве чекам да видам како тоа ќе изгледа. Со само тоа кое што го спомнав, дека има алгоритам кој што едноставно ти го помага целиот процес, тоа кажува дека во позадина стои нешто и едве чекам да видам, но не би сакала да во иднината во која што веќе живеам да видам дека луѓето се запознаваат само на дейтинг апликации, а дејтањето и запознавањето во живо дека ќе згасне. Не сакам да бидам сведок на нешто такво, но сакам да видам еве кон што ќе се движи.
И покрај можностите нели на дейтинг апликации или запознавање во живо, сепак некако младите се посамени, потешко им оди пронаоѓање на партнер или ете на некој начин такво поврзување. Па зошто осаменоста е присутна помеѓу младите? Што се крие тука? Осаменоста е присутна помеѓу сите генерации. Јас би рекла дека тоа е огромен проблем. Моментално на големо се зборува за анксиозност, за панични напади, за депресија. Но јас си викам, добро, зашто никој не зборува за осаменоста, огромен проблем е број 1. Мислам дека нема еден одговор зошто. Јас би рекла дека некаде се повеќе фактори вклучени и не можеме да тргнеме од сега, туку треба малку да се вратиме и наназад. Јас доста работам со луѓе кои што не живеат во Македонија, се иселени од Македонија и тоа го работам, интензивно работам со оваа популација, можеби неколку 4 до 5 години сигурно. Осаменостите како е присутна и мислам дека токму таа миграција поради подобар живот, поради работа, поради студирање, да едноставно ти дава убава можност да можеби напредуваш во едно поле, но тоа значи дека јас треба се завртам и да ги оставам сите оние луѓе и сите оние контакти со кои што јас имам близина позади мене. И треба да градам на друго место, а некогаш градењето на друго место не оди баш како што ние сме замислувале, не оди туку така лесно и имаме многу осамени луѓе. Од друга страна, начинот и стилот на живот кој што ние го живееме, исто така тоа ни го налага. Па јас не можам да опишам колку луѓе, кога ќе ги прашам, како ти поминува едно твое секојдневие, одговорот кој што го добиваме, станувам, одам на работа, а после работа одам да вежбам или не знам, пазарам, земам дете од школа, градинка, ако пример се деца присутни така натаму, вежбам, одам дома, спијам, се спремам за наредниот ден и спијам и толку, за ништо нема време, не се постигнува. И кога, да речеме, ќе потпрашаме каде се другите луѓе во твојот живот, многу пати, многу ретко се случува да некој каже, па јас секој ден комуницирам, па јас се гледам многу често, пример со моите родители, или не знам, со пријателите, туку многу пати е, па се нема време, би сакала да биде поразлично, се нема време. И тоа зборува колку ние некаде негувајќи го индивидуализмот, а тоа е нешто кое што моментално мислам дека на големо моментално се цели, некаде го губиме она колективното и ние тука некаде почнуваме да некако не може да не заобиколи осаменоста во некој било кој дел од нашиот живот. И тоа сите генерации ги засега, не само младите. Да, тоа не мора да значи дека осаменост во однос на партнерска релација, нели може да биде и осаменост во пријателска, родителска релација. Апсолутно. Би сакала малку... Но извини што те прекинав, но и многу осамени има, кои што се и во партнерски релации. Да. Тоа ми беше и поентата, дека може некој во врска, а сепак да се чувствува осамен. Апсолутно. И тука во прашање квалитетот на самата партнерска релација, квалитетот на контактот. Ајде да видиме зошто е тоа така. Ајде да видиме ако е така, зошто уште сум јас во оваа партнерска релација. Зошто некои луѓе се одлучуваат за отворени бракови или отворени врски? Може би треба да ги викнеме и да ги прашаме. Леле, јас памтам, беше тоа можеби 2014-13 година и памтам дека на телевизија мисле за некој реалити каде што беше прикажан живот. Не знам дали беше тоа искрено, сега ме потсети, па после баш ке прогуглам да видам дали добро памтам и дали тоа било реално или било измислено. Тоа беше, мислам дека маж кој што живее со 3 жени, со кои што легално е во брак, и тоа беше прикажано на телевизија како реалити шоу. И јас тогаш го гледав, кога ќе го фатев, затоа што ми беше интересно. Си викам, како ова сега види? Што пробуваат да пратат како порака, како овие луѓе функционираат меѓу себе. И баш ке ме интересира од оваа перспектива, ако успеам да го најдам некаде на YouTube, да го погледнам пак колку што можам. Искрено не знам што е она кое што е фактор и пресуден, но од друга страна сметам дека е се повеќе и повеќе можеби нешто кое што е тема кое што се отвара, да отворени врски и отворени бракови.
Јас не можам да бидам судија и да кажам ова не функционира, ако за некој друг двајца функционира и нив тоа ги прави посрекни и нивната врска од некоја причина ја прави поцврста, јас не можам да кажам ова не функционира, но причините зошто се одлучуваат на таков чекор не би можела да ги кажам. Навистина би требало да седнеме и да видиме и да ги прашаме и така натаму, но е нешто кое што и како забележувам дека низ можеби низ филмот, ако го земам Netflix, што се пласира на Netflix, јас не познавам во моментов барем еден филм или една серија кој што се нова продукција, а не е потегнато ова прашање дека некои двајца се во отворена врска или во отворен брак. Да. Некаде многу често се проткајува и е тема која што ја немам доволно можеби вака истражано или немам видено можеби еве некои значајни истражувања кои што би ми дале некоја информација зошто баш е тоа така, но мислам дека станува збор за еден тренд кој што моментално и така на големо се шири. Да, се шири. Можда кај нас не е толку многу, ама во свет мислам дека се шири и тоа многу. Да. Ние можеме да психологизираме, да речеме хипотетички, па најверојатно затоа што е можеби стравот од поголема близина или можеби страв да се разделат или можеби така одржуваат близина дистанца. Можеме ние да едноставно си погодуваме, ама тоа би било буквално на слепо, но затоа би кажала дека најверојатно се тоа можеби индивидуални причини кои што еден пар одлучил да можеби влезе во една таква релација. Кога зборуваме за партнерски релации, добро е да споменеме и за љубомората. Во кои моменти таа знае да биде нормална, би рекла во нормална доза, а кога знае да забега малку и да биде нездрава и токсична. Па љубомората прво е едно многу неубаво чувство и тешко, интензивно чувство, особено оној кој што го носи и доста знае да стежи и доста знае да ја обои целата врска, целата партнерска релација, особено кога не се комуницира на правилен начин. Љубомората некаде е многу нормална и многу очекувана да се јави, затоа што и таа емоција и таа чувство и многу е нормално и многу е очекувано кога имаме живи битија кои што се во партнерска релација, блиска, да од време на време некогаш се јави можеби доза на љубомора. Некогаш може да биде да не го долговлекувам одговорот, може да биде од различни поводи, но од друга страна јас би рекла еве чисто само како насока кога и да се почувствува можеби во врската дека едниот партнер повеќе или помалку чувствува љубомора кон нешто. Секој пат вадете го тоа од вас и комуницирајте го, споделете го. Зашто и да е. Сосема е окей, сосема е нормално да се јави доколку не е во патолошка насока, но доколку се јавува, да речеме, дали периодично, дали е поврзано за некоја одредена конкретна тема, околу нешто е заситено, секогаш седнете и разговарајте го и дискутирајте го и видете што е она кое што е можеби во позадината. Знаеш, некогаш може да биде сега вака можеби ќе дадам некој пример. Може да биде девојка која што или дечко кој што е љубоморен или љубоморна кога другиот партнер излегува, да речеме, почесто. И во позадина на тоа можеби не стои љубомора затоа што не знам, некој оди и да се забавува, туку може да биде а што ако не знам некој друг му пристапи. Што ако не знам запознае некој друг или што ако запознае некоја друга и така натаму и може да биде тоа основата на несигурноста. Па ние можеме да позборуваме по тоа како пара, значи постои несигурност, ајде да видиме како да бидеме посигурни. Ајде да видиме како да поработиме на нашата сигурност како пара. Ајде да видиме како да поработиме на нашата доверба. Јас не сакам да престанам да излегувам и мене ми е убаво кога излегувам и јас би сакал и ти да излегуваш. Ама ајде да видиме како да поработиме на сигурноста и на меѓусебната доверба додека ние излегуваме дека нема простор за љубомора. Пример. И сега има и една патолошка форма на љубомора и тоа е нешто кое што ние не можеме да го утнеме дека станува збор за нешто кое што излегува од било какви рамки, тука се е интензивно и тука веќе туку тука веќе и потребна и стручна помош. Особено за лицето кое што е носител на љубомората. Кои се првите показатели на токсична врска? Ама брзо скокнавме во токсични. Прочитав пред некое време многу интересна слика која што викаше дека од време на време многу е добро да се провериш себе си дали ти си токсичниот во врската.
Аха. И си викам, и стварно е вака. И мене многу ми се допаѓа дека оваа порака некаде го шири оној момент дека токсичен можеш да бидеш и ти во некоја релација. И дека убаво е секогаш да рефлектираш и да се прашуваш што правиш во блиските релации или со луѓето околу себе. И сега, токсична релација, да скратам, токсична врска, најверојатно под број 1 би било физичкото насилство, сексуалното насилство, финансиското насилство, насилство од било кој тип, недовербата, прељубата, односно неверството, немањето на здрава комуникација, на здрав однос, постојаните конфликти каде што ние не можеме да ги надминеме, туку постојано вртиме и се заситуваме и така натаму, најверојатно тоа би биле оние компоненти и знаци дека ние веќе или се наоѓаме или нашата врска станала токсична. Колку е важно на време да се препознаат тие знаци и на време да се реагира за да се тргнеме од таа врска, пошто често пати сведоци сме некоја жртва на семејно насилство и тоа трае со години, можеби и долго многу време. Можеби има и сексуално насилство и колку е важно да се реагира и што е клучниот момент кога некој решава дека треба да изреагира и да се повлече од таква врска. Јас секој пат кажувам дека кога ние влегуваме во врска или во брак, ние не влегуваме со идеја сега ќе влезам во врска или сега ќе влезам во брак и ова ќе биде најлошото искуство во мојот живот. Не, туку сите ние влегуваме со надеж и со идеја дека ова ќе биде најубавото нешто кое што мене ми се случило со човек или со личност со која што ја сакам понатаму да нешто создавам, стареам, правам и така натаму. И затоа кога се случуваат можеби оние први знаци дека одредена доза на токсичност постои, ние знаеме да бидеме слепи при очи и можеме да не препознаваме. Но од друга страна секој пат има нешто кое што се случува, ама ние имаме увид. Пак ќе кажам, ние луѓето не сме толку манипулативни, не сме толку наивни, ние можеме сите да имаме нос да почувствуваме и да помириснеме кога нешто се случува, а нешто знаеме дека не е во ред и не е окей. Од друга страна, секогаш се тука и нашите пријатели и нашите луѓе околу нас кои што многу пати знаат да бидат, јас како викам, знаат да дигнат рачна и да кажат чекај се случува нешто, нели гледаш, нели забележуваш, нели приметуваш и да они бидат оние кои што ќе трепкаат дека можеби нешто се случува. Но ако веќе одиме подлабоко и ако веќе зборуваме за семено насилство или за повеќе видови на насилство каде што имаме жртва која што долго време живее со насилник, овде веќе одиме во една друга, сосема друга насока од психологија и јас би кажала дека излезот не е лесен, но дека постои, но на кое што е важно е дека системска поддршка тука е потребна и доколку постои некоја таква личност која што моментално го слуша овој подкаст, јас би охрабрила да се осудат и да си побараат стручна помош на оние неколку места кои што моментално може да ги најдат кај нас. Или во најмала рака да контактираат било кое стручно лице кое што ќе може да ги насочи и да им помогне. Кога е вистинското време кога поединец треба да побара помош? Зашто? Кога се најдува во некоја токсична врска? Па нема точно време. Јас би сакала да има саат еден што ќе кажува, ќе Сега задзвони, точно еден аларм, почитувани, точно е толку и толку часот да вие му се јавите на вашиот психолог. Не постои нешто такво. Јас искрено за себе би сакала да има таков некој часовник кој што ќе може да ме алармира за некои моменти во животов. Нема за жал, а стварно би било леснително. Јас би кажала, сега пак ќе се изразам можеби вака едноставно, мислам дека секој човек има некој праг на толеранција за што и да се случува и дека во еден момент се вика јас ова не можам да го издржам. Или ова веќе не можам да го толерирам, ова е претешко за мене. Или пробав се, и ова, не успевам веќе да најдам решение, вртам во круг. И мислам дека ваквите ситуации се алармот и некогаш поводот да некој се осуди, да некој тргне и да каже мене тука ми е потребна професионална помош. Така да мора да ние тоа го осетиме дека нешто се случува, затоа што доколку ние сметаме дека се е окей, не ни тежи, не гледаме дека вртиме во круг, не се гледаме себе си од таа перспектива, може да дојде некоја личност и да каже, мислам дека треба да поразговараш со стручно лице, мислам дека во таа ситуација никој не би се согласил, би кажал, зошто? Па мене ми е сосем окей, зошто би разговарал? Да. И затоа мислам дека
има секој човек некој праг на толеранција каде што може да осети дека нешто веќе ова е неиздржливо. Да, и после процесот е потежок, нели, додека да се врати, условно кажано, жртвата во правобитната состојба. Јас не работам со жртви на семејно насилство, но имам доста мои колешки кои што ги познавам и кои што работат. И пак ќе кажам, доколку еве некој што се наоѓа во таква ситуација и го следи овој подкаст, слободно може да ми пише, ќе пренасочам и ќе ги упатам кон колегите со кои што работат. Секако. Или може да пишете на профилот на Издиши се, како и да е во комуникација сме ние цело време. Може. Вие споменавте дека работите со парови. Сега што вклучува таа терапија? На кој начин се работи? Дали се работи заедно или индивидуално, или тоа е процес некако измешан? Се работи и индивидуално, се работи и заедно. Барем тоа е начинот на кој што јас работам и тоа никогаш го диктирам јас, но никогаш го диктираат и клиентите. Многу пати се случува да јас почнам да работам со едниот и да потоа со тек на време почнеме да работиме заедно партнерска. Многу пати се случува да ние почнеме да работиме заедно со еден пар, а потоа постепено да почнат да работат и едниот и другиот заедно со мене и на индивидуална. Но на кое што еве пример, нешто кое што можеби еве моите помлади колеги го гледаат, на кое што можеби еве ќе им биде интересно во однос на партнерската работата со парови, а тоа е дека кога работиме со еден пар и доколку еден од паровите изјави желба, да речеме, јас сакам индивидуална една, да си закажам и тоа го каже на само, тогаш наша обврска е да кажеме во ред, но ве молам соопштете и на другата страна дека вие ќе имате и тогаш и ние соопштуваме како можност и на другата страна дека може да работи и индивидуално, затоа што во тој случај би било дека се развива некогаш идејата дека во тој случај психологот е понаклонет кон едната страна, ако веќе работиме и заедно, па и на само некаде таму со некој од нас. Кои се придобивките од терапијата со парови? Многу се. Сето ова кое што го зборувавме наназад, јас би рекла и доколку тоа е тема на дискусија или можеби тема каде што они не наоѓаат заедничко решение, е нешто кое што се работи во терапија и нешто кое што им помага да ги надминуваат сите овие работи и процеси. Подобра комуникација, подобра и поголема сигурност, меѓусебна доверба, меѓусебна почит, како да си даваме внимание, близина, љубов, како да се осетиме уважени, како да ги уважам емоциите на другиот, како моите да бидат уважени, на кој начин сакам да бидат и така натаму, сето тоа се работи. Секако тука се работи и со други процеси, како што се неверството, како што е, не знам, разводот или можеби идејата дали ние да се разведеме или да останеме заедно во брак, ако работам со парови кои што се во брак. Некогаш во брачна или партнерска терапија ги носи и детето, па тогаш може да биде, ајде да видиме ние како да бидеме подобри родители, на страна што сме ние парови, па ние ќе зајакнеме и таа наша страна, како ние да имаме подобар родителски договор меѓу нас, така да придобивките од каде да тргнеме ќе ги има. Но на кое што е многу важно кога веќе еден пар доаѓа и сака да работи, а тоа е дека сака да работи. Да. И сака да учествува и знае дека ќе треба да вложи не само дел и време, тој час и половина, туку и многу повеќе од она кое што се случува откако тој час и половина ќе заврши, затоа што доста домашни задачи се добиваат и индивидуално и заедно кои што ќе треба да ги работат, така да би рекла дека придобивки има, но треба да се знае дека и парот заедно, а и како индивидуи кои што се во една партнерска релација ќе треба навистина да засукаат ракави и да почнат да работат за да не ги видат тие придобивки. Придобивките можеби нема да ги видат веднаш, јас многу пати кажувам, мојата работа не е вентор, ќе се напијам и одма ќе видам олеснување, туку придобивките ги гледаме можеби малку подоцна, но се постабилни и има тенденција да бидат стабилни во иднина. Така да би ги охрабрила и сите оние кои што би сакале да работат на подобрување на својата партнерска релација или било каков аспект, врска или брак, топло им препорачувам да пробаат. Твои совети за постигнување на една здрава и хармонична врска? Мои совети? Да. Океј. Јас би рекла слушајте се себе си, односно слушајте се себе си во однос на тоа што вие го барате и што вие си го посакувате. Бидете во контакт со себе за да можете да препознаете што е она кое што ќе ви треба, кое што ви е потребно.
немајте страв да си го искомуницирате тоа со другата страна и бидете отворени за отворена комуникација. Градете мост на доверба, каде што ќе можете да си ги прошетате почита, сигурноста и сите други работи кои што ќе дојдат рака под рака. И би рекла дека да не забораваат дека клучно нешто кое што нив ги доближило сепак биле љубовта, сепак тоа било страста и дека сите овие работи не би имале смисла доколку не би имале љубов, а и љубовта не би имала смисла доколку не би одала рака под рака со сите овие други компоненти кои што ние веќе ги зборувавме. Бојана, ви благодарам на гостувањето. Завршивме? Да. А вие, драги гледачи, не заборавајте дека колку и да изгледа една љубов несовршена, таа во себе ги крие сите своји совршености. Со меѓусебна поддршка, разбирање, почит и доверба, сите несигурности можат да се надминат и да се изгради една здрава партнерска релација. Но најважно во тој цел процес е да се препуштите на убавите мигови и да уживате во него. Би сакала да ве потсетам дека можете да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата Разговор МК. Кодот го имате во опис на оваа епизода. Исто така, нашите пријатели од себеслужувалки имаат супер понуда за сите средношколци и студенти. При закажување на разговор со било кој психотерапевт од тимот на себеслужувалка добивате 15% попуст. За крај би сакала да додадам дека не сте сами и секогаш може да се потпрете на сигурно рамо, а тоа е неона на психолозите и психотерапевтите. Тие ќе ве насочат како да се изборите со сите ваши животни предизвици и животни ситуации.